Гоце, добар ден, благодарам што сте дел од нашата емисија. Ќе зборуваме за многу важна тема, владење на правото. Како вие, како Сдружение на млади правници, но и вие лично како млад правник, ја гледате оваа состојба кај нас и онаа позната разлика помеѓу декларативните заложби за владење на правото и тоа што се случува на терен? За жал, морам да почнам со за жал, уште кога сите ние како правници студиравме право, една од клучите разлики која што требаше да ја научиме, дека постои разлика измеѓу она што треба да биде и она што реално е. За жал во денешниот контекст да си правник во државава значи континуирано да го гледаш она што се случува и да се доведеш во да ја доведеш во прашање дали воопшто вреди да се занимаваш со правничката професија. Но од друга страна пак сите сме свесни дека градење на систем за владење на правото не е нешто за кое што постои одреден рецепт, не е нешто кое што се инсталира за многу краток временски период, туку бара созревање на целото општество, при што најклучната улога во однос на тој процес треба да имаат правничките професии. Адвокатурата, судството и обвинителството. И затоа, независно од се она што се случува, сепак верувам дека постои кај одреден дел, се надевам поголем дел од овие правосудни професии, искрена волја да се превзема действија за да се воспостави тој систем на владење во правото во нашата држава. Имавме многу скандали, постојано имаме, мислам некогаш на дневна основа, просто тешко е да се следат сите афери во оваа област. Што е она што мислите дека најмногу ја подрива професијата, зашто така и го почнавме разговорот? Дали можеби не имавме скандалозен избор на судии и обвинители или назначување на шефови во тие области? Колку тоа ја урива довербата? Оно што убаве довербата е тоа што за сите овие скандали, за сите работи кои што излегува во јавност, од изборот и уписот на Академијата за суди и јавни обвинители, случајот кој што се случи со полагањето на правосуден испит без да бидат исполнети условите, понатаму дополнителните скандали кои што се однесуваат за конкретни предмети. Оно што ја револтира јавноста е отсуството на разрешница и одговорност. Значи, не е проблемот тоа што се јавуваат скандали, тоа што се јавуваат коруптивни действија, сите развиени држави се соочуваат со нив. Тоа што кај нас е проблемот е што ние не ја гледаме разрешницата или не ја гледаме во догледно време. Значи, за доцната правда е неправда. За жал, кај нас ние не гледаме никаква разрешница и одговорност и тука лежи најголемиот дел од зошто граѓаните се разочарани. Пред 6 години, 2017, кога се случија одредени промени, политичките промени кај нас, постоеше искрена желба и волја кај граѓаните дека навистина ќе се случат одредени промени со кои што ќе се искоренат или ќе се значително намалат овие скандали, коруптивни действија. Па тоа беше и мотото, правда е за мир. Мотото, меѓутоа за жал тоа го докажуваат и сите истражувања на јавното мислење, тоа не се случи. Зошто не се случи токму заради ова? Системите за утврдување на одговорност кај нас не профункционираа. И овде пред се зборувам за, ајде да почнеме напрвен од политичката одговорност. Значи, бевме сведоци како во Грција по трагичната несреќа која што се случи, целиот систем од министерот за транспорт и врски во Грција, па и премиерот, се ја понудија, министерот ја понуди својата политичка одговорност за тоа. Во споредба ние имавме минатиот период 3 многу трагични несреќи кои што беа последица на потенцирам системски недостатоци. Тука е пожарот во болницата во Тетово, тука е несреќата кај Ласкарци, тука е несреќата која што се случи во Бугарија. Ние за сите тие 3 немаме се уште одредена разрешница. За политичка одговорност воопшто не ни станува збор. Имавме некаква понуда, како е веќе понудам ако се утврди одговорноста. Не, тоа е едната страна на медалот. Понатаму, ако ја тргнеме на страна на политичката одговорност, кривичната одговорност исто така отсуствува. Се работи за предмети кои што се заглавени во судските лавиринти, за кои што барем јавноста не добива убедливо убедување како од обвинителството, така и од страна на судовите, дека на вистина лицата кои што се дел од тие постапки на вистина се единствена причина заради тоа. Така да отсуството или она као ајде
обвиниме само они што е на крај, на возачот, како што излезе во ласкаци, не го решава проблемот. Постои системски недостаток на сите институции на системот и тука мораме да го наблюдуваме системот целосно. Значи не е само полицијата и не е само јавното обвинителство. Тука се цела низа на инспекторати кои што постојат, се со цел за системот да функционира онака како што треба и да се превенираат несреќи од овој вид. Да, тоа уште една дискрепанца постоење на мноштво институции, некои дури со заеднички надлежности, а повторно да нема ефект. Проблемот со испреплетеноста на надлежности е еден многу сериозен проблем и за кој што секоја една реформа на јавната администрација треба сериозно да земе во предвид. Ние не можеме да се наоѓаме во ситуација да кога ќе се случи нешто, само слушаме дали од општински, па од централни инспектори, па од државни инспектори, не е тоа во наша надлежност, не е тоа во наша надлежност. Како мала држава нас ни требаат ограничени, мали по обем, меѓутоа со јасна надлежност институции. Се додека ние го имаме овој момент во кој што мноштво инспекторати имаат по 30-40 надлежности кои што се наброени и се што не е ставено во тие надлежности се сметаат како не е во наша надлежност, кај нас ќе се случува тој оддел. Кога секој е надлежен, никој не е надлежен на крајот. Меѓутоа пропустот на сите овие институции за жал кај нас пак се слева во отсуството. Значи очите на граѓаните се вперени во одреден дел со правосудството, меѓутоа сепак треба да бидат вперени и кон целиот систем кон сите институции кои што функционираат во нашата држава. Го споменавте правосудниот испит, ќе ве навратам тука затоа што претпоставувам и во вашата лична кариера, тоа бил еден чекор што би бил важен, би бил сатисфакција, сте го подготвувале, сте одвоиле труд, време, знаење. Имаше тези дека кај нас поврзаноста на страна на линија на непотизам, дека не е голем проблем и дека тоа е нормално да е така, семејствата да си имаат традиција на некој начин да се занимаваат со оваа работа, но малкумина фокусот го ставија на процедурата. На страна тие роднински врски, процедурата во овој случај беше прекршена. Значи некој успеал да положи правосуден пред воопшто да дипломира. Како лично ве се почувствувавте кога гледате дека ова се случува, знаејќи што вие сте направила за вашиот правосуден испит? Кога излезе во јавност случајот беше мощно занимливо да се следат социјалните мрежи каде што мои колеги кои што се сега адвокати, некои можеби и судии, зборува за личните искуства за полагање на правосудниот испит. И тогаш се сеќаваме дека доколку ви недостигаат 2 недели или 3 недели за да го пријавите полагањето на правосудниот испит, пример во една сесија, тоа не беше дозволено. Значи имаше јасни услови кои што требаше да бидат исполнети. Во конкретниот случај излегува убедливи докази кои што никој не ги поби дека конкретното лице полагало, се стекнало со можност да полага правосуден испит без да ги положи тие испити. И ако го земеме во предвид роднинската поврзаност на тоа конкретно лице со висок носител на јавна функција во нашата држава, не може да не се проблематизира и да не се посомневаме дека се работи можеби за некои други тука влијани. И она што особено, пак да се навртам на претходното, она што особено загрижува е тоа што немаше разрешници. Значи излезе скандалот, меѓутоа ние не видовме, иако постоеше правна можност, тоа решение, затоа што било засновано затоа што се засновало на факти кои што не били исполнети, конкретно лицето немало 300 кредити, тоа решение можеше да биде поништено. Решението со кое што се дозволува полагање на правосудие. И повторно беше системски, зашто не беше само еден пример. Токму така. Група на луѓе кои што полагале на тој начин. Инаку во однос на постои и тоа не е нашето општество изолирано да одредени семејства се ориентираат кон право, медицина, инженерство или било што. Меѓутоа, во нашиот случај мора да бидеме особено внимателни, особено при давањето на такви изјави, затоа што довербата на граѓаните е толку ниска да и од една страна, а од друга страна голем број на овие лица не само што се поврзани со правосудството, меѓутоа се поврзани со политиката. И тука треба да направиме јасна разлика. Значи, едно е кога семејството се работи за суди, обвинители, адвокати, меѓутоа друго е кога во семејството имате вие политичари. И во таков случај мора да бидеме по внимателни кога се даваат одредени коментари дека да, сите имаат право, не е спорно.
Меѓутоа, треба да бидеме свесни каде живееме и со кои проблеми се соочуваат нашите колеги кои што кои се ставам јас, кои што ја немавме таа не е среќа, меѓутоа да имаме семејство во кое што се на суди и обвинители, адвокати. Прави ли самата фела доволна? Значи сите вака како професии се обидуваме на некој начин да расчистиме со непрофесионалните изблици во нашата област. Колку правниците мислите дека самите со себе се занимаваат и сакаат да го средат? Дефинитивно има одредени обиди. Дефинитивно и тие мора да се нотираат како од страна на Сдруженијето на суди, така и од страна и на адвокати во рамки на адвокатската комора, меѓутоа за жал сите овие напори не вродуваат со одреден резултат. Идеално е да овие професии бидат зајакнати до степен да воопшто политичар не смее да се дрзне да на било кој начин прави обид да има некакво влијание. Меѓутоа сепак за жал се уште сме далеку. Можеби причините лежат и во тоа што уште за време на студирањето и за времето на градењето на правните на стекнувањето на стажот, искуството на правни работи, кај нас многу малку се внимава на етичките аспекти на правната професија, за кои што секоја нивна повреда треба да значи или санкционирање или исклучување од професијата. Особено во однос на интегритетот и во однос на заштитата на угледот и на независноста. Меѓутоа, кај нас се уште има и како многу да се работи на ова. Јасно. Ќе ве прашам, споменавте дека не може да се инсталира од надвор владењето на правото, туку треба самото општество да созре и тоа на повеќе нивоа. Колку можат, затоа што кај нас надежите се многу свртени кон обидите на меѓународната заедница да помогнат. Знаеме дека и секои изјави со осуда се потикнуваат, ако ништо друго, дебата барем во општеството. Како вие ова го гледате и колку треба самите да се избориме оваа битка настрана помошта од партнерите? Напорите на меѓународната заедница пред нашите стратешки партнери може да помогнат. Че тие може да помогнат преку политичка поддршка, може да помогнат преку финансиска поддршка, која што во минатите 20-30 години навистина беше значителна, меѓутоа домашната работа треба да си ја завршиме ние. Пред се ги спомнавме професиите, меѓутоа од друга страна и кај општеството неопходно е да настане, јас би го нарекол тоа, нулта толеранција спрема било каков облик на корупција. Општеството неопходно е да биде мощне агилно, да реагира кога има одредени настани. Повторно е правам паралелата со она што се случи во Грција, кога како последица на оние системски проблеми, таму повеќе недели имаше протести на кои што излегува огромен број на граѓани. Реакција од синдикати, каде што јасно укажува дека проблемот е системски. За жал кај нас под 2017 година се забележува одредена апатичност кај граѓаните, се забележува одредена разочараност, која што за жал во никој случај нема да придонесе, нема да помогне. Другата опција само ќе им помогне другата алтернатива е да имаме силно политичко лидерство кое што ќе има искрена и недвосмислена волја да работи на зајакнување на интегритетот на правосудните институции, кое што за жал сепак она што го гледаме, она што го наблюдуваме, сепак мислам дека не баш убедува дека сме дошле до тој степен. Политичките партии, политичките носители на власт, честопати кога се соочени со прашањето за неуспехот на реформите во оваа област, велат тоа не е наша работа. За законодавната власт, судската власт се независни столбови на власта во една земја. Меѓутоа не е така. Значи, каква е улогата на извршната власт во креирањето на закони, атмосфера и воопшто на владење на правото? Извршната власт извршната и законодавната власт имат могите над кесето, значи могите над финансиите. Значи не можеме да зборуваме за независно судство, се додека за било какво вработување, унапредување или за било каква набавка во рамки на судството треба да се бара согласност од Министерството за финансии. Меѓутоа да го тргнеме настрана тоа. Подобата на власта не значи дека сите власти се изолирани. Туку дека треба да постои одреден, англиски термин е checks and balance,
во кој што секоја власт ќе контролира другата власт. Она што е обврска на извршната власт е да создаде услови да судската власт биде независна. Тоа е едниот компонент. Меѓутоа, другата компонента, другиот елемент е да се воздржат од било какви влијанија. Со други зборови, тоа може да се направи преку функционирање на овие други институции кои што ги зборевме претходно. Значи, извршната власт е таа која што е над полицијата, која што е над другите инспекторати и истражни органи, кои што од чието функционирање во голема мерка зависи работата на јавното обвинителство и зависи работата на крај на судовите. Понатаму, улогата на извршната и законодавната власт е голема и во однос на јавното обвинителство. Сепак јавниот обвинител на државата го избира собранието. Така да не може да се изземе од собранието е сочинето од политички партии. Така да не може да се изземе одговорноста од тоа или само кога ќе има потреба, тоа е независна власт, ние не се мешаме, а од друга страна под она што се гледа ако има мал напредок некако на некој извештај за борба со корупција, вела тоа е наш успех. Значи се она што е позитивно, што единствено позитивно е наша заслуга, се она што е негативно се таму. Судската власт. Така да мора да бидат и одговорноста е поделена. Значи неспорно дека постои одговорност и кај судовите, меѓутоа одговорноста кај извршната власт или нека извршна власт, меѓутоа кај политичарите кои што ја водат, кои што имаат политичката моќ е сепак пресудна. Да не биде само да детектираме состојби, за крај ќе ве прашам некакви решенија кои што во контакти со вашите пријатели, со вашите колеги, вие тука како здружение, што мислите дека може да се направи, што е најитно, што би можело да донесе резултати? Клучно е зајакнување на улогата на јавното обвинителство. Односно, јавното обвинителство мора да биде проактивен орган, кој што впрочем и се покажува. Значи, во конкретни случаи се забележува дека кога јавното обвинителство има волја и како може да работи на процесирање на постапките. И овде пред се мислам на постапките кои што ги предлага, кои што ги од страна на Државната комисија за спречување на корупција и Државниот завод за ревизија. Значи, овие два државни органи му сервираат јавното обвинителство информации и докази од кои што има индиција дека навистина се работи за кривични дела. Меѓутоа тие не постапуваат. Значи тука е целиот дел. Тука е целиот дел и затоа пак улогата на републичкиот, на државниот јавен обвинител е огромна, да го насочува гонењето. Значи тој има можност да издава наредби на пониските јавни обвинители да ги преземат сите действија и тука е клучниот дел. Ако немаме јавно обвинителство кое што ќе истражува, кое што ќе ги гони сторителите на кривичните дела, ние неспорно ќе имаме и поголем степен на судска разрешица. Затоа што ако немате најпрви јавно обвинителска активност или ако таа јавно обвинителска активност не е соодветно не е поддржана со соодветни докази, на крај пак очите на јавноста прстот ќе биде вперен во судството, а од друга страна одговорноста е на овој орган. Затоа што кај нас суштински клучен проблем е високата корупција и организираниот криминал. Ние во однос на тој дел се уште сме далеко. И затоа мој мислење е дека пред се фокусот треба да биде на оваа институција, да се работи на зајакнување на капацитети, тоа е неспорно, меѓутоа од друга страна да се зајакнати системите на одговорност. Значи, доколку и било кој обвинител не преземал некој действие кој што требало да го преземе или очигледно некој предмет не е воден како што согласно правилата, согласно законите, во тој случај треба да има јасен систем на одговорност. Благодарам за овие пораки. Сигурно ќе се видиме повторно на истава тема затоа што е вечно актуелна. Така, благодарам.